Почитувани слушатели и Facebook пријатели, како што ви најавивме на почетокот на емисијава, денес имаме уште едно интервју, а во тоа интервју ќе разговараме со господин Горан Момировски, истакнат новинар со долгогодишно искуство, уредник на емисијата Заспи ако можеш и колумнист, како и соработник на еден од најгледателните портали во Македонија, а тоа е експрес.мк. Токму така, почитувани, за таа цел го покануваме господинот Момировски да ни се придружи во студиово. Со надеж дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Се гледаме, верувам, и се слушаме. Ако е така, добро ви утро, господине Момировски. Добро ни дојдовте за прв пат на Македонски корени и секако ви благодариме што ја прифативте нашата покана, иако многу доцна ви ја испративме. Ништо не е доцна кога има добра намера и кога се бориме за Македонија, ништо не е доцна. Добро утро, добар ден, добро вечер на сите македонци каде и да се во светот. Добро ви утро и од мене, господин Момировски. Ни причинува чест и задоволство што сте со нас, но се сите слушатели и гледачи на Македонски корени се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив. Ќе се обидеме да расчистиме неколку дилеми кои што постојат и во Македонија, и во диаспората, и на меѓународно ниво кај нашите партнери, кај нашите пријатели, непријатели. Има многу прашања за кои што треба да се разговара, особено на релација диаспора, матична држава Македонија. Чувствувам дека некои од работите, ниту ние овде во Македонија ги разбираме што се однесуваат на вас, а понекогаш и вие ми се чини дека не ги разбирате целосно состојбите во Македонија. Токму така. Пред да го започнеме разговорот за она што ве поканивме, дозволете да ви ги честитаме новите работни задачи, а за кои работни задачи станува збор, ви препуштаме на вас да им кажете на нашите слушатели и гледачи. Искам да бидам во капиталистичка смисла на зборот работни задачи, мислам дека не станува збор. Моето работно место е уредник и ководител на емисијата Заспи ако можеш на Алфа телевизија. Сите останати обврски што си ги преземаме не се во класична смисла работни задачи, затоа што таму нема пари. Се работи. Ама сепак има работа, сепак работите. Работа има, да. Зборам, него правиме тоа за пари. Дел од тие работни задачи, да ги наречеме, согласиме дека се така, се мои осврти дневни на актуелните политички, економски, социјални теми во Македонија, на YouTube каналот на Експрес ТВ, МК Експрес ТВ, каде што коментирам различни ситуации кои што треба да се коментираат понекогаш и веднаш. Знаете, во Македонија се случуваат толку многу различни работи, толку скандали, толку гафови, толку корупцијски афери. Вие немате можност да ги раскажете сите, да ги откриете сите, ниту пак да ги искоментирате. Во Заспи ако можеш, која што е една така нескромен да видам водечки емисии во Македонија, на најгледаните дефинитивно. Многу ми накричат дека и најгледана е. Вие може да раскажете 70-80% од работите, да информирате. Меѓутоа, секогаш остануваат 10-20% што треба да бидат објавени и затоа го користам тоа што најлесно е средство на комуникација, особено за диаспората, која што понекогаш и не можеш да гледа телевизија во Македонија, да се обратам до луѓето. Повторно ќе речам, се работи за љубов и за потреба да се кажат работите. Во Македонија многу работи, повторно ќе речам, не се кажуваат. Некогаш од страв, некогаш од недостаток на технички можности, а некогаш едноставно луѓето се откажале од борбата. Јас сакам да видам тој кој што никогаш нема да се откаже од борбата и со тоа да дадам некаков фурнек и на други, помлади луѓе како мене, постари, не е важно, затоа што, повторно ќе речам, недостасува надеж во Македонија и тоа е еден од најголемите проблеми. Луѓето не заминуваат одовде затоа што немаат пари сите, заминуваат заради тоа што немаат надеж, немаат доверба во правосудството, во политичките структури, во владата, во институциите. И сакам со мојот пример да покажам спротивното, дека има надеж, мора да има надеж и дека Македонија еден ден ќе биде држава каква што сите ја посакуваме.
Дај Боже. Причината за вашето учество денес на Македонски корени се информациите кои излегоа во јавноста некаде на крајот на неделава, а од страна на неколку новинари, гласноговорници на оваа ненародна влада, дека наводно сте се заканувале, сте ширеле говор на омраза и поттикнувале на некакви немири. Од она што ние го видовме, вашата изјава беше еден вид на предупредување, а во никој случај закана или говор на омраза. Ке сакате ли да им кажете на нашите слушатели и гледачи зашто станува збор и дали ваквите наменски искривени приказни од страна на тие неколкумина новинари всушност е еден вид на повик до јавното обвинителство кое по допрен глас би секако подкренало нели обвинение против вас? Па искам да бидам, не би ги нарекол тие луѓе кои што ја создаваат оваа атмосфера на линч против мене, новинари, тоа се луѓе кои што се класични пропагандисти, дел од нив беа фатени како јавно промовираат политички пораки во интерес на владеачката социјалдемократски сојуз против ВМРО ДПМН, значи беа фатени јавно од колегата Богдан Илиевски како плаќаат спонзорирани постови со лажни вести, лажни измонтирани видеи, извадени од контекст изјави кои што покажуваа нешто сосема друго. Така што не би ги нарекол овие луѓе дека се новинари, ова се луѓе кои што, да речам, се специјални агенти на тајните служби на премиерот Ковачевски и тоа мене воопшто не ми изненадува. Оваа ситуација се повторува веќе 7 година. Секогаш кога имате луѓе кои што во Македонија зборуваат вистината и ја сакаат Македонија, и така емотивно да се изразам, секогаш имате некој кој што по наредба на политичката моќ се обидува да ги уништи овие луѓе. Не сакам да си давам себе си преголемо значење, но факт е дека и емисијата Заспи ако можеш, и моите настапи на социјалните мрежи, и настапи на други интервјуа врши одредено влијание во јавноста. Не велам дека е големо, не велам дека е огромно, врши одредено влијание во јавноста кај, да речам, нормалните луѓе кои што сакаат да ја слушнат вистината, кои што ја бараат вистината. И тука вие имате сериозен проблем, не вие, власт има сериозен проблем со мене. Ова е само една од фазите во обид да се пресметаат со мене. Да подсетам само пред 2,5 години директорот на Агенцијата за разузнавање на председателот Пендаровски поднесе 3 кривични пријави против мене и колегата Драган Милосавлјевиќ. Знаете колку и да ми беше и тогаш смешно и сега ми е смешно, иако се подготвуваме да дојдеме во затвор со колегата, сепак се работи за 27 години запретена затворска казна. Значи 2 државни тајни, една службена тајна во правосуден систем како македонскиот, кај што имате апсолутна контрола на власта врз обвинители, врз суди, не велам сите. Имате апсолутна контрола во голем дел од нив, е многу лесно може да запретите на 10 на 12, 8 години затвор, да речеме. Па пример знаете, вие во 27 април се уште во затвор, голем дел од нив, а знаеме дека ни Т од тероризам нема стојано, ни Т од терористичко здржување не било каков напад за државата. Така што, од една страна, овој обид на власта да ме замолкне, да ме плаши, е смешен, но од друга страна покажува дека власта навистина се подготвува за сериозна пресепка. Мојата изјава која се обидува да ја протокуваат како говор на омраза е токму тоа што го кажа предупредување дека власта не смее со насилство да ја суспендира демократијата и да продолжи да владее, не смее да ги суспендира парламентарните избори. Официјално тие ќе ви речат дека таква идеја нема, но ние точно знаеме дека се разгледуваат кои сценарија во кои што власта ќе се обиде да ги заобиколи демократските институции, демократските процедури и да продолжи да владее на неопределено време. Една од таа варијанта е прогласување на вонредна состојба. Друга варијанта е идниот председател на парламентот, кој што ќе биде во исто време и председател на државата, ВД, за господин Талат Џафери, доколку не успеат председателските избори, нема да ја даде мандатот на идниот мандатар. Зашто според анкетите јасно дека ќе биде лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Сите овие работи во Македонија како мала држава, што се знае, се на виделина.
И затоа во тој контекст предупредив дека власта по ниедна цена не сме да го суспендира уставот, да ги суспендира законите, изборните закони, и тоа доколку тоа се случи, на сите граѓани им се даде право на неправдата, да одговорат со неправда, на насилството, да одговорат со насилството, заради тоа што, извинете, ама македонскиот народ, особено сите граѓани, предолго време се соочуваат со неправда и насилство. И затоа се плашам, јас и во тоа интервју на Радио Лидер го кажав, дека се плашам дека по улици ќе има убиени политичари на кои што политичари кои што им се дојдени преку глава на граѓаните. Јас повторно го кажувам тоа и сега, и го кажав и во Заспи ако можеш. Ова моја теза, ова сценарио од кој што се плашам, не го кажувам за прв пат, го кажувам повеќе години. Власта едноставно мора да го слушне гласот на народот, да знае дека не може повеќе да се тероризира македонскиот народ и сите граѓани, заради тоа што се има некаков и рок и се има некаква граница, и затоа предупредив особено до провинциите на СДСМ да внимаваат што прават, заради тоа што ќе нанесат не само за себе лошо, за нивните идни поколенија, ќе нанесат срамови, како што ние сега често пати во песни зборуваме за предавниците кои што направиле огромни предавства кон македонскиот народ. За жал, историјата може повторно да се повтори. Зошто се обидуваат од вас да направат насилни? Дали тоа е поради стравот од насилното оружје, тоа е гласот, затоа што во јавноста многу често вие меѓу првите ги вадите сите афери на оваа ненародна власт и затоа сакаат да ве замолчат, а со тоа да ги заплашат и останатите новинари да замолчат слободата на говорот. Ке успеат ли да ве замолчат? Има ли цена што може вас да ве замолчи или пак каузата за која се залагате е она што ве храбри да продолжите со она во кое што сте најдобри? Многу е тешко за себе да се збори, ја навистина сум. Зборувајте се горе. Зборувајте за новинарот, не за вас. Да. Бројките го покажуваат тоа што вие го кажувате. Заспи ако можеш да гледаат годишно 40 милиони прегледи. До 45 милиони прегледи имаме последниве 4 години. Моите колумни на Експрес, па и текстови кои што ги пишувам таму понекогаш се читаат во стотици илјади, десетици илјади пати на текст. Се работи за сериозно влијание. Ако сакате на социјалните мрежи, гостувањата во телевизиите, и најголемиот проблем за нив е тоа што се знае за мене дека не сум инволвиран во ниту една корупцијска афера, дека не сум прекршил закони, дека не сум направил никому зло, освен ако зло не се смета критика за одредени политички моќници. И тоа е проблемот. Во Македонија, за жал, голем дел и од политичарите, но и од новинарите се влезени во различни шеми. Често пати не обвинуваат за некакво руско влијание. 7 години јас сум под темелна лупа на власта за да најдат не само некакво руско влијание, да најдат некакви пари, црни, бели, да се најде некакво црно петно за да можат да ве отрнат и евентуално да стават во затвор. Се разбира дека овие обиди не поминуваат. 7 години веќе имам 7 кривични пријави, некои од нив беа и од Драјан Кашковски, кој што сега официјално соопштение на Американското министерство за финансии беше означен како поручник на Зоран Заев, како топ поручник на Зоран Заев, термин кој се користи во мафијашките пресметки, во мафијашките структури, практично официјален Вашингтон ги прогласи Заев и прашајќи за припадници на криминална, на мафијашка структура. И истите тие луѓе пред 5 и по 6 години, откако објавив еден голем скандал со набавка на 7 милиони евра опрема за македонската навигација, се обидува и тогаш да ме турнат во затвор. Не успеа и нема да успеат заради тоа што јас го правам за себе, сега да зборам, не се плаќа со пари. Има понуди повеќе да преминам на другата страна, да бидам изолиран, да не се занимавам повеќе со новинарство. Зборувам за огромни суми, зборувам за одлични позиции и функции, но никогаш не сум размислувал и нема да размислувам заради тоа што значат парите ако ја немаме Македонија. А вака како што тргнала оваа власт, доколку продолжи да трае нивното владење, за жал ќе ја нема Македонија. Единствено што може да направиме е да се бориме до крај и да
се обидеме да ја вратиме Македонија на вистински правец. Така. Како гледате на поларизацијата на општеството, која очигледно се случува, бидејќи закрвувањето помеѓу луѓето е се поочигледно? Па и ова што ми се случува сега со последниот обид да бидам прикажан како некој што шири говор на омраза е во тој правец. Власта и незините мегафони, да речам, пропагандисти се обидуваат да направат дополнителна поларизација на и онака големата поларизација во Македонија. Идејата е преку мене да се каже дека еве и овој Момировски делува дека е умерен, но всушност тој утре кога ќе дојде ВМРО на власт ќе убива луѓе по улица, што е апсолутно неточно. Целта на ова порака е да се каже дека сите се исти. Но не е така. Се разбира дека не е така. Целта е да се прикаже дека критичарите на власта во моментов се насилници, дека тие ќе спроведуваат некаков реваншизам утре кога ќе дојдат на власт, што е апсолутно неточно. Ниту сум јас политичар, ниту имам намера утре да се занимавам со политика, ниту да бидам дел од власта. И тоа е тоа кој што тие сакаат да го наметнат кај, повторно ќе речам, во Македонија изборите ги решаваат 150 до 200.000 луѓе кои што немаат цврсти политички афилијации, кои што не се ниту СДСМ, ниту ВМРО, ниту ДУИ, ниту припадници на било која политичка партија. Се луѓе кои што живеат, работат вредно, трудно, упорни се да направат нешто во животот и го бараат најдоброто од тоа. Кај овие луѓе се таргетираат сега пораките од власта со цел да се убедат дека промена на власта ќе биде лошо за Македонија. Апсолутно неточно. Полоша власт од ова во Македонија немало. Јас сум 32 години во новинарството, 22-3 години во политичкото новинарство. Колку толку разбирам и економија, разбирам институции, разбирам државни правни механизми. Ваков хаос, вакво распаѓање на македонското не само државно и национално ткиво немало никогаш. Тие луѓе кои што се во моментов на власт немаат никакво чувство за македонскиот национален идентитет, иако ќе ги слушате секој ден, секој втор ден зборуваат дека го одбраниле идентитетот, во исто време и се случува да фирма која што на скандалозен начин доби до сега $200 милиони, а треба да добие над $1.3 милиарди за изградба на автопатите Бехтеленка, да бара преведувач со северно-македонски јазик. И тука на нормалниот човек, на сите луѓе им е јасно дека се работи за сериозен проблем кој што не е настанат спонтано. Ова е нечи план. Владата спроведува нечи план. Премиерот Ковачевски, претходно премиерот Заев спроведува нечи план, заради тоа што искрен да бидам, не мислам дека нивните интелектуални способности толку големи за да можат сами да подготват и да спроведат некој план. Ова е обид да се разнебити Македонија, да стане премногу слаба држава, за да може подоцна тие што стојат во позадина на овие планови, мислам дека се тука некаде околу нас во регионов, да се играат на народно кажано дрндупка со Македонија. На никого не му одговара организирана, средена, стабилна Македонија, која што ќе го има својот глас и во регионот, и во меѓународните организации, и ќе може да си го одбрани својот идентитет во децениите што предстојат, за жал ситуацијата и на глобално ниво е многу тешка, ќе биде многу тешко да се одржи Македонија како стабилна држава, но повторно ќе речам, ние имаме единствена цел да ја стабилизираме Македонија, за да можеме да си одбраниме собствените македонски национални интереси. Изборите се наближуваат, а владата предизборно се растрча. Како ќе го прокоментирате почетокот на асфалтирањето на автопатот Скопје-Блаце, особено на изјавата на министерот Бочварски, кој рече дека биле силно посветени и фокусирани на модернизација на европските коридори, на економскиот раст и развој на нашата земја, тој што ја нарече Македонија? Да бидам искрен, јас не би го коментирал ни Ковачевски, ни Пендаровски, уште помалку Бочварски. Да сте вие 7 години на власт и да немате направено 1 километар, да немате завршено 1 километар автопат во 21. век, а притоа да потрошите 30 милиарди евра од буџетите на државата, на владата, да имате земено преку, 5-6 милиарди евра кредити
и да го зборува тоа што го зборува Бочварски, навистина да сум ја во негова ситуација би си заминал во Штип, би се покрил со јорганот и не би се разбудил наредниве 10 години. На планина би отишол овци да чувам, да немам комуникација со луѓе. Да го тврдите тоа што го тврди Бочварски, не само Бочварски, Ковачевски ако го слушате, па и Пендаровски, ќе мислите дека во Македонија цвета, дека во Македонија луѓето се возат само по автопати. Јас, Алфа телевизија е на тој потек кон косовската граница и секој ден патувам до таму. 7 години, ми се чини дека 5 гуми ми се дупнати на колата. Тоа е таков хаос на патот. И сега им текна дека биле посветени на европските коридори. Не е точно, лага е, но тие нешто мора да зборуваат. Добро рековте, изборите се ближат, ќе бидат најверојатно некаде во април-мај, не е важно кога, веќе завршена е таа приказна кој ќе победи, на Бочварски му е јасно што се случува, тој мора да каже нешто за јавноста, но во суштина приказната на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ е веќе завршена. Тие што и да кажат во моментов, граѓаните, народот не верува. Значи тоа што знаете како позната е таа изрека дека некого може да лажете цело време, цел народ може да лажете малку време, не можете си да ги лажете цело време. Да потрошите за Скопје Блаце, односно за една делница од 2 километри 28 милиони евра. Е срам, како што немало досега, повторно ќе речам, не само во Македонија, немало ваква ситуација, вакви срамни ситуации, срамни тендери на целиот Балкан, ако сакате и во Европа. После овие силни гафови, толку многу потрошени пари, таква огромна корупција, владата веќе нема можност да кажува било што. Ме исклучија за момент. Многу не сакаат и нас и вас. Ама ево, не врати ја. Тука сме, не попуштаме, сепак не попуштаме, до крај ќе одиме. Особено денес бомбардирани сме од секаде. Од секаде. Па добро, професор Чепреганов е еден од борците за македонската кауза, кој што секогаш... Завршите ли или имате нешто да дадете? Сега не ве разбирам. Дали завршивте со одговорот на прашањето? Не, коментирав за професор Чепреганов е човек што... Не, со прашањето што представите околу Бочварски. Па, повторно ќе речам, Бочварски е човек кој што едноставно го изгуби правото да коментира било што. Ќе дојдат избори, ќе почнат предизборни кампањи, дебати, што ќе каже Бочварски? Колку километри автопат направил? Ќе рече дека почнавме, еве сега се фали владата, слушнаме пред на премиерот Ковачевски, ќе направил брза пруга 160 километри. Да, но брза пруга се почнува во првата година од мандатот, а не во последната година кога знаете дека се заминувате од власт. Дури да има реална основа за тоа, веќе не верува. Кога сме кај дупките на патиштата, пред да влезем во студиото, денес баш Бети кажа дека приметил на социјалните мрежи како некој зел торта и кај нека дупка славил 3 години на дупката на патот. Роден ден. Има таква се овие агилни за патиштата. Не знам дали се слуша, мене сликата ми замрзна, ако... Ние ве слушаме, веројатно интернетот ви е малку послаб, ние ве слушаме добро. Сега е во ред. Дали не слушате? Еден од начините да се реагира во Македонија е и со шега. Често пати се шегуваме за тоа што политиката веќе стана несериозна работа. Тоа што кажува власта во најголем дел веќе е предмет на шеги заради тоа што е смешно, навистина е смешно. И да тврди дека допрва ќе почнете со некакви не знам, европски коридори што водат кон Косово е и смешно и жално во исто време, и на македонскиот народ е познат како народ кој што сака да се шегува, особено со властодржците, и тоа е нешто што ќе го почувствува оваа власт многу скоро, зборам кога ќе треба да се гласа на парламентарни и претседателски избори. Така. Тие ќе се случат во првата половина од 2024. Какви се вашите очекувања? Кој со кого ќе коалицира и како гледате на албанскиот политички блок кој во минатото ја играше играта влези и излези? Па, рискот на изборите е веќе јасен, немаме дилеми. Прашањето е само дали ВМРО-ДПМН ќе освои 61 пратеник. Тоа што јас го гледам, а следам 4-5 различни анкети,
Значи следам и опозицијски анкети, следам анкети на помали партии, анкети од албанскиот политички блок, анкети блиски на ВМРО. Таму секаде е убедлива победата на ВМРО ДПМН. Повторно ќе речам, прашањето е само дали македонските гласови ќе се разделат на повеќе политички партии. Тука се разбира во прв план се Левица и движењето на Максим Димитриевски, партијата на Максим Димитриевски, и неколку други помали партии, меѓу кои што има и сателити на СДС, свесно регистрирани за да отцепат дел гласовите на македонскиот центар десно, да го наречам така, ВМРО ДПМН, со цел да не може да направи партија, не може сама да направи политички партии, искам да бидам, не можам да кажам, не можам да предвидам, премногу пати до сега на наречено салто мортале, премногу пати до сега правеа чекори кои што од една страна не беа коректни кон македонското гласачко тело или македонските политички партии, пред се ВМРО ДПМН, да не забораваме во Гостивар, например, Арбен Таравари победи со гласовите на македонците, со гласачите на ВМРО ДПМН. Па ако сакате, Билал Касами на последните локални избори победи со гласовите на македонците. Но очигледно е дека кај албанските политички фактори немате една стабилност, политички договор, дека ќе се урива оваа влада, ќе се урива ДУИ, например, како што тие во моментот зборуваат, заради тоа што понекогаш, за жал многу често, тие се под влијание на други помоćни фактори. Тука пред се зборувам за Еди Рама или за косовскиот премиер Албин Курти. Една посета на Тирана, една посета на Приштина може многу да промени и подоцна да се разбудиме со сите политички партии и СДСМ на власт. Нешто што сега веќе теоретски не е возможно. Допред една година постоеше сериозно сценарио да дури ВМРО ДПМН да победи со 56, 7, 8 пратеници, со 61 пратеник, СДСМ и сите албански политички партии да направат влада и повторно македонците да не можат да направат своја влада. Сега македонците, кога зборувам за етничките македонци, се разбира, и албанците во Македонија се македонци во државно политичка смисла, но албанските политички партии СДСМ да направат влада со 61 пратеник, што немаше да биде одраз на расположението на народот. Но во политиката, во политичката математика, да речам, кој има 61 пратеник, тој ја води владата. За среќа, таа опасност веќе не постои. Дури ни теоретски Социјалдемократскиот сојуз со сите албански политички партии не може да направи таква влада и затоа мислам дека во наредниве месеци ќе гледаме еден процес на обид за приближување и на СДСМ, но и на сите други македонски политички партии кон ВМРО ДПМН, за да се обезбеди една стабилна, широка постизборна коалиција, владина коалиција, каде што ќе може да се анулира, да се реанимира Македонија, да речам. Македонија е разрушена по сите основи, реков претходно, и финансиски, социјално, институционално, и потребно е на вистина сериозна моќ, сериозна енергија за сите работи да се вратат назад. Изборите, се надевам дека власта нема да влезе во такво црно сценарио, да ги одложи на некој начин, да прогласи вонредна состојба, ќе дадат можност од оваа криза во која што сме подолго време, да се вратиме на еден нормален колосек и да почнеме да работиме сите, но и да бидеме задоволни на некој начин за тоа што се прави. Понекогаш да се направат работите многу тешко, но во моментов вие гледате дека власта не ни сака да направи нешто позитивно. Вие да ја укинете железницата во 21. век не е само неспособност. Тоа е можност дека некој намерно сака да ви ги урне основните темели на македонската државност. Железница сама по себе не е важна како идентитетот, како националната припадност, како историјата, меѓутоа е важен елемент за државноста. Вие ако немате комуникација, ако немате транспорт ефтин, ако немате енергија во државата, вие немате држава. Дефиницијата за државност се менува постојано. Ние во моментов имаме дефиниција за држава која што не функционира на 9 од 10 полиња во државата. И затоа сметам дека едните избори се премногу важни за да било кој бойкотира, за да било кој размислува за лични интереси, за да било кој калкулира со собствена политичка кариера,
потсетиме само на минатите избори 2020 година имаше една политичка партија Интегра, се уште активна. Таа партија знаеше дека со нивните гласови СДСМ може да остане на власт и водеше неверојатно искапа и би рекол добра кампања. Излажа 10 на 11-12 илјади граѓани и со тоа СДСМ доби можност да направи влада. Тоа е нешто што според мене не би требало да се повтори. Пред неколку дена се појави една шокантна информација која помина испод радарот на македонските медиуми и новинари, со исклучок кај неколкумина меѓу кои и вие. Се работи за одлуката на владата со која се наложува да се исчистат подрумите на клиниката за онкологија. Која е позадината за ваквата одлука према вас? Дали ова е еден вид на обид да се уништат евентуални докази за сите криминали што се случувале во 2022 па и во 2023 година, зашто во Македонското собрание беше формирана и таа комисија за да испита политичка одговорност? Па да, го објавив тоа на мое обраќање на YouTube канал на Експрес МК. Многу чудна работа. Во моменти кога анкетната комисија за онкологија во собранието собира докази, анализира, гледа документи од онкологија, испитува сведоци, учесници, можеби утре осомничени и обвинети во предмети пред обвинителството. На 7 ноември оваа година премиерот Ковачевски подпишува еден тендер со кој што се бара фирма да ги исчисти подрумите на онкологија. Јас се извинувам, но елементарна политичка зрелост е во такви моменти кога се расчистува една страшна, не само криминална операција на клиниката за онкологија, туку и нечовечка, нехумана операција, вие да наложувате чистење на, меѓу другото, и документацијата од онкологија, на чистење на одредени залихи кои што се таму оставени, за да не може утре да се направи попис, да не може да се види, со предпоставувам се, ја не знам, немам увид точно што се има таму, но ако вие ги исчистите подрумите на онкологија, вие оневозможувате утре јавното обвинителство да влезе, да види што е таму останато, кои лекови се застарени, има и такви, и да видите кои документи се останати на онкологија. За среќа, мислам дека најголем дел од доказите се веќе под контрола на анкетната комисија на пратеничката Рашела Мизрахи од ВМРО-ДПМН, која што вчера излезе со еден извештај, каде што се забележени 37 прекршување на законски прописи. Внимавајте, на клиника каде што за жал одат многу тешки болни, за среќа голем дел од нив преживуваат, но за жал голем дел не преживуваат. Ви имате прекршување на 37 законски прописи во Република Македонија и тоа не може да биде случајно. Особено за тоа што таму се работи за огромни пари, за десетици милиони евра кои што поминуваат из оваа клиника. Знаете сите дека таа биолошка терапија, цитостатиците се многу скапи. Во ситуација кога ние имаме сомнежи дека некој крадел од тешко болните пациенти и ги продавал тие лекови, вие не смеете во никој случај да наложувате чистење на можните докази. И ова е еден скандал од невидени размери, што само покажува, мене не ми изненадува, верувам ни вас не ви изненадува, но покажува дека оваа влада е подготвена на се за да го скрие својот криминал, за да не одговара. Нешто што за нивна жал нема да биде можно, заради тоа што огромен дел од овие ситуации, скандалозни работи, голем дел не се објавени, се веќе документирани, не може да се избришат трагите од криминалот и јас верувам, навистина верувам дека ВМРО-ДПМН во идната влада ќе расчисти, па би рекол со најмалку 70 до 80% од тие што ја искрадува Македонија. Посебно прашање е со тие што направија национално предавство, тие што ги прекршија законите и уставот во други делови, ја ставија Македонија во подчинета положба кон соседи и така натаму и така натаму. Ми се чини дека нема друга шанса. Идната влада, според се на ВМРО-ДПМН, ќе нема друга историска шанса, не само владата, ќе нема Македонија друга историска шанса да се врати кон себе и да ја изгради Македонија така како што сите ја посакуваме, повторно ќе речем, организирана и стабилна држава која што ќе може да се грижи соодветно за своите граѓани, а не секојдневно да ни бегаат луѓе, млади луѓе особено од Македонија.
Како гледате на отворените пунктови низ Скопје, каде што жителите на Скопје можат без претходно закажување да се фотографираат и да остават биометриски податоци за замена на личните документи со новата наметната кованица со Македонија? Која им е вистинската намера на ова, така речено, забегана влада? Сум посетил над 85 држави во светот, сум работел за светски организации, работел за Обединените нации, Висок комесаријат за бегалци, работел за Меѓународен комитет на Црвен крст, сум посетил десетина држави во тоа својство, како, да речам, припадник на Обединените нации или на Црвениот Меѓународен Црвен крст. Сум посетил најчесто бегалски кампови за раселени лица. Ова што сега се случува во Македонија, сум го видел само во вакви држави каде што имате бегалски кампови или кампови за внатрешно населени лица. Во ниедна друга држава вие немате сала претворена во некаков објект каде што надвор, за среќа во Македонија времето не е толку студено деновиве, но е врнежливо, за некои луѓе и студено, те работи за повозрасни луѓе често пати, седат надвор на дожд, на ветер, на студ, чекаат да си го остварат своето граѓанско право за кое што веќе платиле. Внимавајте, ние најголем дел од нашите лични документи во Македонија граѓаните веќе ги имаат сменето. Истекол рокот, нема што да правите, мора да смените и заврши работа. Значи, еднаш кога сте платиле за тоа, сега државата ви вели не, повторно ќе плаќате, не е ваша вина, ќе плаќате вие за нашите грешки, за нашите подписи, во случајот за Преспанскиот договор, и на сето тоа вие треба да седите надвор на студ среде зиме. И на сето тоа, го видов вчера или завчера, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски како се фали дека направил нешто, дека направил некаков објект, што граѓаните со часови чекаат да изградат документи. Повторно ќе речам, оваа ситуација се случува само во земји кои што се распаднати, земји каде што се примени стотици илјади милиони бегалци или внатрешно населени лица, земји кои што се апсолутно нефункционални или така наречени failed states. Ова што во Македонија се случува, власта треба да се срами, се зборувам конкретно за ова што се случи со вадењето на документите со новото уставно име, наместо да се скријат некаде, наместо претходно, затоа што знаеле што ќе се случува, да земат, да се организираат, тие дозволија среде зима да ги малтретираат граѓаните, да премрзнуваат на улици. Нешто што е навистина срамно и дури ми е срам да го коментирам, да бидам искрен. Како ќе го прокоментирате огласот за вработување, вие спомнавте нешто за него, од страна на фирмата Бехтел и Енка за работното место водач за односи со јавноста, во кој оглас се бара кандидат кој зборува северномакедонски мајчин јазик, а не македонски мајчин јазик кој е официјален јазик. Пукна ли за бетонираниот македонски мајчин јазик за кој не убедува од ова забегана влада? За жал, тука има два моменти што за мене се важни. Едниот е дека некој намерно таму не сака да биде примен човек кој што има почит за собственото јас, човек кој што во никој случај нема да се пријави како човек што го зборува северно-македонскиот јазик. А вториот момент е дека владата ги испушти од конци сите меѓународни механизми за контрола на почитувањето на македонскиот идентитет. Вие да дозволите партнер на владата, внимавајте, досега има исплатено над $200 милиони до компанијата конзорциумот Бехтел Енка за изградба на коридорите 10 и 8. И таа компанија, тој конзорциум, да ви го навредува личното достоинство со прогласување на македонскиот јазик за северно-македонски, нешто има во позадина. Тој оглас не може да излезе без контрола на владата. Тој оглас не може да излезе без надлежните служби во Министерството за дворешни работи, во Министерството за економија, во владиниот кабинет, во кабинетот на Артан Груби, кој што е координатор на автопатиштата во Македонија. Значи, владата знаела за ова и дозволила да се случи. Тоа е во контекст на тоа што го зборуваме претходно. Свесно се прави поларизација и во исто време се елиминираат сите оние, би рекол,
луѓе што со само почит, кои што никогаш нема да си дозволат да се пријават некаде како, не знам, познавачи, преведувачи од северно-македонски јазик или луѓе кои што би го воделе тој сектор за односи со јавност во Бехтел НК на северно-македонски јазик. Перфидна игра на владата, во исто време комбинирана со огромна неспособност и за жал со дел од луѓето кои што ги контролираат институциите, обид да се разнебити сето она што значи македонски идентитет, но и стабилност на македонските институции. Сдруженијето на новинари на Македонија, ЗНМ, и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници вчера пред граѓанскиот суд во Скопје одржаа протест поради пресудата за истражувачката репортерска лабораторија. Дали бевте присутни и како гледате на овој протест? Не бев во Скопје, не бев присутен, веројатно од принципиелни причини ќе бев присутен, како поддршка за колегите од ИРЛ и сите останати колеги кои што работат на разни видови платформи, но работите треба да се гледаат малку повеќе димензионално. Едноставно неверојатно е дека некој преска после 7 кривични пријави против обиди на власта да влезе во Алфа телевизија, испраќање на инспекции и други видови на притисоци. Имаше најава пред 4 години, ако не се лажам, од портпаролката на СДСМ, тогаш Богданка Кузевска, дека наскоро ќе види Алфа што ќе се случи, ќе влезат инспекции, така натаму и така. Имаше пресконференција на СДСМ, официјално беше најавена пресметка со Алфа. Имаше пресметка од страна на премиерот Ковачевски, од лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој што наведуваше на телевизии меѓу кои што и Алфа за дека биле антиалбански расположени, дека биле антиевропски расположени, така натаму и никогаш ЗНМ, освен со некакви штури соопштенија, не даде поддршка ниту за мене, за колегата Милоставлjević, за Алфа телевизија, за други луѓе кои што беа физички напаѓани, а кои што се на некој начин критичари на власта. И сега повторно ќе речам, од принципиелни причини ќе бев на протестот и ќе дадев поддршка за колегите од ИРЛ, кои што се дефинитивно новинари, тука немаме дилема, но повторно треба да се напомене дека ако принципите важат за ИРЛ, треба да важат и за Алфа. Важат за Сашка Цветковска, треба да важат и за Горан Момировски. Инаку власта се разбира секогаш се обидува да ги искористи овие разлики што постојат меѓу нас. Ние имаме ситуација каде што ИРЛ во еден момент поднесе пријава, преставка до Советот на етика во медиуми против Експрес.мк заради тоа што пишувал критички за власта. И тоа е нешто што не може да се заборави. Ние не можеме да заборавиме сега дека тие ја бранеа власта кога ние ја критикувавме и тоа со аргументи. Значи, имате ситуации кои што не се црно и не се само бело, се сиви. И тука и колегите од ЗНМ ќе мора да се преиспитаат. Нивните лични релации со одредени луѓе, блискост е една работа, но кога се работи за принципите треба да важат за сите. И тука сум јас незадоволен и тука имаме дополнително голем број на информации дека дел од овие луѓе за кои што сега зборуваме биле во сериозни, би рекол, неетички, неморални, па во некои ситуации незаконски комбинации со луѓе од власта, со бизнис лобија, со одредени бизнис интереси. И тие работи излезат на површина, не може да се кријат. Принципиелно реков, сум на страната на колегите од ИРЛ, го поддржувам протестот на ЗНМ, но крајно време е да седнеме и да се договориме дали принципите ќе важат само за тие што нам не се важни или ќе важат за сите новинари. Јас сум човек кој што излегувал на протести, сум второ подпишан за човекот што беше осуден во времето на ВМРО ДПМН, заборив сега името, не е важно, наш колега, во барањето кривичниот суд да го ослободи. Сум човек кој што протестирал во времето на ВМРО ДПМН против ВМРО ДПМН заради тоа што беа малтретирани наши колеги. Без разлика што сум работел во тогаш провладината Канал 5. Значи се работи за принципи, кога вие се држите до принципите е лесна ситуацијата. Не можете еден ден да се однесувате вака, а утре да се однесувате поинаку, заради тоа што вам така ви одговара. Се спротивно тоа е лошо и за новинарството, па ако сакате и за македонската демократија.
Како гледате на негодувањето од страна на некои лидери од албанскиот политички блок од албанските партии за постојувањето на 15-метарскиот крст во манастирот Свети Наум на попова шапка, притоа барајќи да се отстрани овој христијански верски символ? Па гледам со доза на лицемерие. Во Тетовско само, во општина Тетово, имате преку 300 нелегални објекти, односно дивоградби. Најголем дел од нив се направени во времето на Дуи. Дуи се разбира тамо долго време, имаше локалната самоуправа, во исто време беше на централна власт. И сега досега никој никогаш не се побунил за тие дивоградби, иако некои од нив се направи на државно земјиште, внимавајте. А сега се бара да се тргне, да се урне крстот. Внимавајте, не се работи за плевна, не се работи за паркинг простор, се работи за крст, за верски символ, за символ на христијанството, за кое што јас сум убеден дека најголем дел од македонските граѓани и албанци го почитуваат и дека нема да сакаат тоа да се направи некаква драма. Овде ми се чини дека под влијание, под притисок од Дуи, локалната власт во Тетово влезе во таа игра, Билка сами, едноставно, знаете, внимава на тоа што ќе кажат неговите гласачи и кога Дуи е радикален, бара да се урне крстот, не знам сега во каква форма се бара интервенција, тогаш и Беса Билка сами мора да биде порадикален од Дуи, заради тоа што така функционираат работите во Македонија. Колку сте порадикални, толку повеќе приврзаници имате. Но повторно ќе речам, единственото решение е почитување на законот. Rule of law, владење на правото. Доколку вие ги урнете тие 300 објекти во Тетовско што се направени бесправно и некаде и на државно земјиште, јас тогаш навистина немам проблем да се применува законот на сите други објекти. Меѓутоа, вие да ги легализирате, имате во Скопје една огромна афера, сега го би портал 360 за општина Чаир, каде што владее Дуи десетици години, да речам, имате објекти кои што се легализирани пред да бидат изградени и Дуи не се занимава со тоа прашање, се занимава со крстот на шапка, заради тоа што знае дека во предизборната кампања етничките прашања се единствени каде што тие можат да направат некаков резултат, нели, да направат поголема тензија, поларизација, да речат еве ние албанците сме загрозени, ние македонците сме загрезени и да направиме сега некаква драма каде што ние ќе успееме да ќариме нешто. Дуи има проблем сериозен. На изборите ќе треба да каже што вие направивте во оваа држава за времето на ваше владење. 20 години веќе, или во последниве 7 години. Што вие направивте? Пат од Скопје до Косово, еве Косово е нели интерес примарен на албанците во Македонија. Ако вие толку се грижите за албанците, па ќе го направевте тој автопат уште 2004 година, кој ќе ве запреше? Никој немаше да ве запре. Проблемот на Дуи е што ќе треба да каже во кампањата март-април што направиле, кога нема да може да кажат ниту еден проект сериозен, ќе се фатат за крстови, символи и така натаму. Нешто што мислам дека и кај албанските граѓани, на македонските граѓаните албанци дека веќе не поминува, но добро, право на Дуи да се обиде да направи, да добие непоглас. И тука искам да бидам, ако размислуваме политички, и нема љутење. Кога немате што да правите, доколку не е насилство, тогаш се е легитимно. Така. Господине Момировски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Верувам го задржавме вниманието кај сите наши ценети слушатели и гледачи. Ви посакуваме убав викенд, многу трпение и истрајност и многу успех во тоа што го работите. Пријатно, до слушање. Пријатно, поздрав до сите гледачи, до сите луѓе што не следеа. Немаме избор, повторно ќе речам, немаме избор, мораме да издржиме оваа битка, мораме да ја победиме и ќе ја победиме дефинитивно, нема откажување до крај. Сите ние овде во Македонија и вие во диаспората, сегде каде се македонците, ќе се избориме на крајот да ја направиме Македонија пристојна и силна држава која што ќе се грижи за интересите на сите македонци секаде во светот. Благодарам уште еднаш за поканата. Мора да бидеме сплотени и обединети. Од ваша уста во Божји уши, остануваме во контакт, се слушаме и се гледаме. Секој Поздрав, секој добро.